И повторно се враќаме на тема прв училишен ден, 1 септември е ден во кој сите се навраќаме во нашето детство, радоста и возбудата повторно ми се враќа со тоа оглед на тоа што нашата Ивана веќе ја имаме во основното училиште Војдан Чернодрински, а тоа пак сосема случајно е училиштето каде завршија основно образование двете мои ќерки и јас сум повторно избудена. Иванче, добро утро. Поздрав до твојата соговорничка, до актуелната директорка Верица Неткова Пројчева и повелете да видиме како стартуваше првиот училишен ден. Да, така, Сусе, добро утро и до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. На самиот почеток би сакала да им посакам успешна учебна година на сите ученици од основните и од средните училишта и секако среќен почеток на сите првачиња. Во основното општинско училиште Војдан Чернодрински веќе одекна првото училишно звонче, што го означи почетокот на новата учебна 2025-2026 година и голем дел од учениците веќе ни се републикава се и на првиот училишен час. Оваа учебна година ќе заврши на 10 јуни, стартува официјално денеска, а за матурантите училишната година ќе заврши на 15 мај. Според сите изјави веќе подготвени се училиштата, нели, за да ги дочекаат и првачињата и сите ученици со учебници за сите деца и оваа година за прв пат учениците ќе добијат и учебници по странски јазик, англиски, германски, француски и италијански. За тоа како ќе се одвива денешната програма во основното општинско училиште Војдан Чернодрински и каква учебна година ги очекува учениците, ова утро ќе разговарам со директорката на ова општинско училиште Верица. Ќе ви посакам добро и убаво утро, честит почеток на новата учебна година, што предвидува првиот училишен ден за учениците кои што се дел од ова училиште. Добро утро на сите гледачи. Најпрво сакам да посакам среќен почеток на секаде во целата држава. Денеска е ден кога сите се враќаме повторно, така да училиштето се буди повторно, ги отвара вратите за сите ученици, со тоа што најголемо добре дојде им кажуваме на првачињата, кои за прв пат ќе стапнат во училишните клупи и ќе го започнат својот образовен процес. Во нашето училиште оваа учебна година се запишани 46 првачиња, од кои што се оформени 2 паралелки со целодневна настава со по 2 наставнички. Така, што предвидува еве новата учебна година за сите ученици во ова училиште од прво па се до 9 оделение? На сите ученици во целото училиште ќе им посакам едно големо добре дојде. Оваа учебна година ќе имат уште поголеми можности за стекнување на поголеми знаења, дигитална опрема на секаде низ училиштето, дигитални алатки, наставни материјали, наставни помагала, средства, се што е потребно за секој ученик. Најважно од се, секое дете да биде прифатено подеднакво, сите меѓусебно да се почитуваат и да се сакаат. На наставниците истовремено ќе посакам добре дојде, да се почитуваат меѓу себе, на секое дете да му посветат поединечен топол поздрав, секој дете да биде прифатено подеднакво со другото другарче, нови методи, нова наставна програма по многу предмети, со тоа што образованието отиде многу напред. Имаме комплетно опремени кабинети, имаме смарт табли, панели, дигитална опрема на секаде низ училиштето, мрежни системи поставени. Можам да кажам дека сите кабинети кај нас се опремени според најсовремени средства кои што се потребни за оваа учебна година. Да, за некои 20 на минути тука ќе започне и приредбата или сечената церемонија за првачињата или за оние кои што за прв пат влегуваат во воспитно-образовниот процес и за прв пат ќе седнат во училишните клупи. Колку првачиња очекувате во новата учебна година? Пред малце споменав дека вкупно имаме запишано 46 првачиња, оформени се 2 паралелки со по 2 наставнички, значи задоволителна бројка на ученици. Имаме мал пат во однос на минатата учебна година, меѓутоа тоа се осеќа на секаде низ целата држава, така да и кај нас во Карпаш. Меѓутоа ние сме сепак задоволни, ги очекуваме спремни, комплетно опремени училни со нови клупи, нови табли каде што се потребни. Значи најважно од се децата да бидат среќни во нашето училиште.
Да, ги споменавте нели и новитетите кои што се за оваа нова учебна 2025-2026 година. И јас и на вас како директорка ќе ви посакам успешна година со сите дечиња кои што се дел од ова училиште и ви благодарам на одвоеното време. Ви благодарам, јас само уште едно ќе се надоврзам. Најважно од се што треба да знаат сите ученици. Училиштето не е место само што се учат букви, бројки, равенки и глаголи. Тука е место кај што се стекнуваат најголемите пријателства кои траат низ целиот живот. Ви благодарам уште еднаш и среќен почеток на сите ученици и среќен почеток на вас како дел нели од образовниот процес. Да, Сузи, инаку според податоците од општините учебната година ја започнуваат 245.000 ученици, 177.800 основци и 67.200 средношколци. Ова можеби е дефинитивно и најемотивниот ден за сите ученици. Ќе споменам дека особено за првачињата ќе имаме тука измешани емоции, солзи, тага, стрес и секако влегување во нешто ново и врежани спомени и моменти кои што ќе останат за цел живот. Да посакаме среќна учебна 2025-2026 година на сите ученици и повеќе учење за развира, помалку користење на телефоните и помалку игра, повеќе посветување на образованието и она што се бара нели од учениците за соодветната година што го учат. Ти благодарам многу, огромен поздрав до сите, особено до оние сладки 46 првачиња кои денеска за прв пат седнуваат во училишните клупи во основното училиште Војдан Чернодрински.